Марковска со најдобра намера излегов и кажав и аргументирав зошто треба сите пратеници да го поддржат овој амандман. Ама за жал, вие излеговте и сакајки да ја исполитизирате темава или да поентирате, особено да ја извртите тезата дека некој сработел, а некој не, ќе ми дозволите повторно фактографски да ве соочам со вистината. Таа депонија постои повеќе години и тоа е факт и никој од тоа не бега. Ама тие што ви ги пишале аргументите треба да ги прашате вака. Кога е поставена рампата на двата влеза? И кога е избркана од работа чуварската служба од таа депонија? Тоа е првиот сет на прашање. Вториот сет на прашање е, ако сакате, не се спремив затоа што не знаев дека на овој начин некоректно ќе ме, условно кажано, нападнете, ќе ги извадев прилозите од медиумиве, имаше сметам 3 во изминатиот период, каде што директно камионот од општината одлага отпад во депонијата. Ете, повторно ќе кажам, за да не бидам некоректен, сакав да излезам тука и заеднички да го решиме проблемот, ама изгледа тоа со вас не е возможно. Сега вака, вие рековте дека Петре Шлегов е исчистил депонијата. За тоа беа издвоени 10 милиони денари, добро се сеќавам. Депонијата не да не беше исчистена, туку не беше ниту со лопата трнато ниту 1 килограм смет. Со тоа што кажавте дека е наследен проблем, јас да ви кажам, тука е депонијата, немав можност да го испринтам, па ќе ви го испринтам, ќе ви ги дам во 2015-та, а тука е во 2019 година депонијата. Ако сакате и од сега ќе извадам, заради тоа што има нешто што се вика Google Maps и таму доле можете да ги движите годините, па да ја видите фактичката состојба на теренот, како за ова, така и за некои други работи. Повторно ќе ви кажам, не излегов со иницијатива или со размислување на ова политички да поентирам, али веќе кога сакате вака да ги политизираме работиве, за да бегаме од главната тема на секој амандман, тука сум, можеме особено за општина Ѓорче Петров да утре разговараме што направила владата на ВМРО ДПМН и локалната самоуправа, што направивте вие за 3 години. Реплика пратеничката Даниела Марковска.